Пустец, првата општина во Албанија со македонец за градоначалник. 99% од 5300 жители на 9 села се македонски државјани. Апелираат новите македонски пасоши да ги добијат во поблиските Ресен, Охрид или Битола, кон кои се проширува граничниот премин стење. Болните бесплатно се лечат во Македонија, а младите студираат на државните универзитети. Пустец се гради, се прават патишта, тротоари, се уредува местото за да стане атрактивно за инвестиции. Плоштадот го носи името Гоце Делчев. Има една појава на заминување на помладите генерации од нашата општина, бидејќи немат начин за вработување опстанок. Невработеноста е проблем. Најчесто се оди на печалба во Грција и Македонија. Малите ќе најдат на патот работат, по риби оде. Се ќе најдат работа. Пустец има основно училиште, гимназија и компјутери, но нема интернет врски. Учебниците на македонски јазик веќе трета година чекаат во фиоките на Албанското министерство за образование. Проблем е снабдувањето со вода за пиење и електрична енергија. Од политички причини албанската влада одбива Пустец да користи струја од Ресен. Многу убаво до сега, ама сега за шушка вода, имаме за вода така што немаме толку. Во Пустец има вишок машки, се барат невести македонки, бидејќи по традиција не се мешаат со албанци. Ова е црквата Свети Арангел Михаил во Пустец. Во времето на режимот на Енвер Хоџа била претворена во дом на културата. Патот до најблискиот албански град Корча е лош и долг 25 километри. Сепак тоа не ги спречува туристите да дојдат на плажите покрај Преспанското езеро. Атракција е островот Мал град, каде се наоѓала летната палата на цар Самуил. Во околината на Пустец постои одбранен ѕид кој го изградил Филип Македонски.